се чувствува кај поумните по се изграја. Никој не се озва во меѓувреме да ја застапува нашата правна битка за правата на овој народ. Ниту еден од интелектуалците, сите се правда со невозможноста која неуспираната историја на овој народ ја остави да бираме на најдемократски начин, на референдум. Затоа бараме избори, директни избори, кај што ќе има разрешница. Ги повикуваме партиите на мирен, демократски начин да седнат и да ја разрешат оваа ситуација, која не е само на штета на македонците. Таа е на штета на знамињата кои ги немаше денеска во кабинетот. А тоа се на властите, србите, ромите, бошњаците. Ова селективност и ова бинационалност предупредувавме дека ќе дојде до ова. Не послушаа политичките елити. Ја направија државава нефункционална. Само народ, само вашите другари, соседи, браќа, роднини може да ја спасат. Бројност, пријатели, бројност. Нас ни треба присуство. 100.000 народ на улиците на овој главен град. 100.000 народ. Тоа грло се слуша. Тука се само најупорните, најхрабрите. Има разлика. Дух и душа. Духот може да ти го скрши некој, привремено. Душата не може да ни ја зема. Нашето срце! Не се предаваме. Ке пробаат се со грда пропаганда, со спинови, со фотошоп. Со полиција! И чекаме! И полиција. Нашите браќа, чија крв зовре, неразумно колку и да е, но зовре ради неразумноста на политичарите. Вината подеднакво да биде поделена. Меѓу елитите и меѓу народот. Македонија заслужува правна држава. Виновниот да одговара, невиниот да ужива во слободата. Ние мораме да ја донесеме назад слободата во поробена Македонија. На вас, на сите, на нас. Не смеете ова да го оставите, ниту ние смееме. Не се предавам. Овој пат е пат до слободата, преку избори. Нека изборат на избори, со какви сакаат знамиња и тогаш ќе ги бираме. Едно можам да ви порачам. Јас не се предавам. И знам кој уште нема да се предава. Вие нема да се предадете на оваа окупација. Да живее Македонија! Да живее!